40-годишниот Јосип Бартон уште како млад фудбалер на своји 17 години ги има почетоците како судија. Постарите колеги го советувале да започне со едукација и потоа да ја дели правдата на надпреварите. Па желбата за фудбалски судија се роди во мене, поточно за тоа е Чичко Томе Маниловски. Он ме натера да бидем фудбалски судија и Мирослав Петрушевски исто така. Ме терае да као млад, тогаш бев играч на Љуботен, голман поточно. И со Чичко Томе разговарав, ме тераше да бидем фудбалски судија, дека било подобро, дека сум млад, можем да успеем многу во судењето. И така ми се роди жалбата, почнав од Општинската фудбалска лига во Тетово, па се стигнав до прва Македонска фудбалска лига и меѓународни УЕФА надпревари. Така, што треба, значи, доколку некој сака да стане фудбалски судија, што треба да направи, каква едукација треба да помине и каква подготвеност треба да има? Па секако, секоја работа си бара се свое, значи мора да полага физички тестови, да трчање, тоест, мора и тестови, писмени тестови, значи да има знаење од правилата на фудбалска игра. Инаку, еве јавен повик до сите млади во Тетово, кои сакаат да бидат фудбалски судии, може да дојдат во Општинскиот фудбалски сојуз во Тетово и така да има возможат да бидат судии. Па за да почнеш да бидеш фудбалски судија, мора да има едно мало полагање од правилата на фудбалска игра, се сочинува од неколку прашања и му се доделува на сталност на судијата. И он така стартува од Општинската фудбалска лига, па потоа иде се трета категорија се полага втора, прва и последното е републичка категорија за судија да бидеш во Република Македонија и во странство. Па стартував многу млад, од 11 години. Почнав да тренирам во фудбалскиот клуб Тетекс како пионер, потоа се префрлив во фудбалскиот клуб Љуботен. Таму добро почнав да бранам, со млад почнав да бранам, со 16 години почнав да бранам во втората Македонска фудбалска лига тогаш. И потоа се префрлив во фудбалскиот клуб Бриони од Челопек. Таму исто настапував 3 години добри. Од Општинска лига се префрливме во трета лига. А после тоа почнав уште поактивно да се бавам со судењето. Значи јас и играв и судев. Тогаш имаше можност да се игра и да се, за разлика од сега, кога не можеш, мора да одбереш дали сакаш да судиш или сакаш да играш. Тогаш и играв и судев и после тоа од кога се откажав, повеќе се посветив на судењето. И мислам дека сум задоволен со ова сега што го имам и што сега уште не сум успел, барам уште нешто да успеам. Сега сум моментално во прва категорија на УЕФА на футсал судии. Ми преостанува уште една група, таа елитна група. Се надевам дека ќе успеам и ќе одим и на европско и на светско првенство. Како и останатите професии, и за фудбалски судија треба многу подготовки, вели Бартон. Треба да се следи и познава фудбалот како спорт. Врвен дострел се секако меѓународните фудбалски средби во европските купови, како и надпреварите на европските и светските првенства. Чекор по чекор, надпревар по надпревар се напредуваш и напредуваш. Значи за да станеш судија мора да стандардно да судиш надпревари, за да дека се случуваат некои работи несакани. Например, некоја ситуација која што не можеш, па да можеш да го исправиш на наредниот надпревар, да се коригираш, значи, а највеќе се учи од снимките. Кога ги гледаш сам надпреварот, можеш да анализираш каде си погрешил, што треба да направиш. Значи, мора да имаш целосна едукација на оваа професија, да се едуцираш. За да бидеш меѓународен фудбалски судија, мора прво да те предложи Фудбалската федерација на Македонија, каде што ја представуваш и државата Република Македонија, и мора таму да се полага тестови, физички тестови, кои се многу строги тестови. Значи мора
се мери и тежина, и висина, и се. Значи во телото масноти, кој мора да ја пројдеш тие стандарди. Исто така и се полага тест, познаење на фудбалска игра, секако на англиски јазик. Годината која измина го донесе најголемиот успех во македонскиот фудбал, пласманот на младинската репрезентација на Европско првенство, со што според тетовскиот фудбалски судија се гледа светла надеж за понатамошни успеси во овој спорт. Па фудбалот мислам дека многу моментално напредува повеќе, младинскиот фудбал, значи напредува повеќе за разлика од порано. Со овие академии што и направи Фудбалската федерација на Македонија, ја мислим дека многу успеа. И младите до 21 година успеа да се пласираја на Европското првенство во Полска и мислам дека ќе има успех ова репрезентација млада сега на Европското. Се надевам дека ќе успее што многу повеќе да остане на Европското првенство. Па еден поздрав до целата репрезентација, како и до селекторот Благоја Милевски. Браво што го направија тоа. Мислим дека е гордост за цела нација и цела Република Македонија, како и Фудбалската федерација на Македонија. Колку можеме да го прашаме еден фудбалски судија, кој му е миленик, клуб миленик во фудбалот? Клуб миленик. Па сега секој си има свој клуб миленик. Јас моментално навивам за Хајдук Сплит. Тоа од детството сум го сакал и уште го сакам тој клуб. А од македонска фудбалска лига не смее да сака, мислим, да си фудбалски судија, не смее да има свој милени клуб.